Добар ден на сите. Денеска ќе се задржиме на множењето и делењето со децимални броеви, со оглед на тоа дека претходно веќе сте ги учеле сите операции, денеска само накратко ќе повториме за секоја од нив посебно. Ајде првин да видиме за множењето со децимален број, како би можеле да помножиме најбрзо и најлесно. Еве да речеме првиот пример 30 по 60, овде не се работи за децимални броеви, но ќе ни биде потребно како вовед за идните задачи. Како најлесно да помножиме? Ќе помножиме 3 по 6 се 18 и ќе ги допишеме едноставно двете нули. И добиваме решение 1800. Како да помножиме 3 по 0,6, односно 0,06, повторно можеме со истата стратегија да помножиме 3 по 6 дека се 18, но бидејќи забележуваме дека во едниот множител имаме две децимални места, односно нулата и шеската се децимали, знаеме дека тоа се десетинки и стотинки, тогаш и во решението би требале да имаме две децимални места, па затоа овде ќе ставиме запирка и ќе добиеме 0,18. Во следниот пример, повторно имаме да множиме еден природен број со децимален број. Овде како би можеле да постапиме? Па можеме да помножиме 40 по 6. 40 по 6 би ни дало 240. Но со оглед на тоа дека имаме едно децимално место во вториот множител и овде треба да имаме едно, па значи би добиле како конечно решение 24. Како да се снајдеме веќе во овој пример? Овде имаме 0,2 помножено по 0,24. Би можеле да помножиме 2 со 24, а 2 помножено по 24 ќе не биде 48. Но сега во двата множители имаме вкупно 3 децимални места, бидејќи овде имаме една децимала, тоа е бројот 2, и овде имаме уште 2, тоа се вкупно 3. Затоа во решението треба да имаме 3 децимали, па значи овде ќе ставиме 0, па запирка и овде 0 ќе уфрлиме и така ќе добиеме 0,048. И последниот пример би можеле да помножиме 5 по 96, при тоа можеме да користиме разновидни стратегии при нашето множење. Можеме обично да помножиме, например, вака 5 по 96, нели? Па да си помножиме 5 по 6 30, 0, 3, 5 по 9 45 и 3 48, но можеме и да помножиме, да речеме 5 по 100 се 500, а бидејќи треба да множиме со 96, а не со 100, значи 4 петки треба да одземеме, а 4 по 5 се 20, па значи од 500 ако одземеме 20, повторно добиваме 480, значи без разлика можете да користите која сакате стратегија, значи 5 по 96 заклучивме дека е 480, забележуваме дека има 3 децимали, петката, деветката и шестката, тоа се вкупно 3 децимали, значи резултатот ќе биде 0,480. Знаеме дека тоа може и како 0,48 да се запише, бидејќи нулата од десната страна можеме да ја изоставиме. Значи да заклучиме. При множењето на децималните броеви, производот мора да има онолку децимални места колку што имаат множителите. Да преминеме сега на следно, односно на делење со децимални броеви. Знаеме дека секоја дробна црта го заменува знакот за делено, така да 2,4 врз 0,6 би било исто како да сме напишале 2,4 поделено со 0,6. Сега како би поделиле со децимален број? Запишано е како дробка, затоа што полесно е да ја претвориме оваа дробка во еквивалентна дробка, па ќе добиеме поедноставен начин за да поделиме. Например, секогаш треба да внимаваме именителот, односно делителот 0,6 да ни биде цел број. За да биде цел број ќе го помножиме со 10 и така од 0,6 по 10 ние ќе добиеме 6. Но, ако тука помножиме по 10, знаеме дека ќе мораме и горе, бидејќи прошируваме дробка,
За да добиеме еквивалентна дробка, па 2,4 по 10 ќе биде 24. И сега 24 поделено со 6 ни е 4. И на овој начин ние се снајдовме и поделивме 2,4 со 0,6. Во следниот пример се работи за 0,11 стотинки, 0,11 стотинки, значи овде за да направиме цел број би требало да помножиме по 100, за да добиеме долу да имаме 11. Но ако тука помножиме со 100, сега мораме и горе да помножиме со 100, и така ќе добиеме 33. И сега 33 делено со 11 е 3. Во следниот пример имаме именител во кој што имаме само десетинки. Значи овде ќе биде доволно да помножиме со 10 и горе да помножиме со 10. И така ќе добиеме 7,2 поделено на 8. Ако сега 7,2 делено со 8, значи добиваме да делиме со цел број, значи би можеле да си поделиме вообичаено како што сме навикнале 7,2 делено на 8, најпрви ги делевме нели целите. 7 цели делено на 8, тоа е 0, затоа што осумката 0 пати се содржи во седмицата. 0 по 8 се 0. Остаток 7, спуштаме 2 во количникот запирка. 72 поделено со 8 е 9. 9 по 8 се 72. Значи, како крајно решение, овде имаме 0,9. Сега 9 делено со 0,2, повторно имаме делење со децимален број, што не е можно, затоа овде ќе помножиме по 10, за да добиеме долу 2. Но мораме и тука со 10, па тука ќе добиеме 90. И сега 90 поделено со 2 се 45. Значи, она што треба да го запомниме е дека секогаш треба да делиме со цел број и затоа најлесно е да користиме еквивалентни дробки, но може да користиме и оној начин поместување нели на цифри или пак поместување на запирка. Ајде да видиме овде што имаме. 24 поделено со 3 е 8, но 24 поделено со 0,3 колку ќе биде? Значи се разбира дека ќе мораме овде да одиме по 10 за да добиеме нели цел број, затоа и тука одиме по 10 и така задачата ќе ни се сведе на 240 поделено со 3, а тоа ќе биде 80. Сега треба да е јасно зошто се добива поголем број, нели? Поради тоа што при делењето со број кој што е меѓу 0 и 1, кој што нема нели едно цело во него и повеќе, секогаш се добива нели поголем број. Ако имаме 45 делено со 1,5, повторно ќе помножиме тука со 10 за да добиеме 15 и овде ќе помножиме по 10 и така ќе добиеме 450 поделено со 15. Значи, еве се загуби запирката, веќе имаме делење на цели броеви, а 450 делено со 15 е 30. Овде повторно ќе имаме по 10 и тука по 10, па ќе добиеме 45 поделено со 15, а тоа е 3. Значи, најлесен начин е да прошируваме, да добиваме еквивалентни дробки или во овој случај, еве, проширувавме деленик-делител, затоа што мора да запомниме дека секогаш можеме да делиме со цел број. Да разгледаме неколку примери со множење и делење. Еве, во првиот пример ќе помножиме 5, ќе го помножиме со 14. 5 помножено по 14 се 70. Сега да видам, овде има 2 децимали и тука има 2, тоа се вкупно 4. Значи, јас ќе мора да имам во решението 4. Затоа, овде ќе допишам уште 2 нули. Запирката ќе ја ставам, сега веќе добив нели 4 децимали и тука ќе ми биде 0,0070 или тоа е исто што и 0,007. Да разгледаме едно примерче со делење. Запишено е како дробка.
Еве 0,48 делено со 0,6. Овде ќе направам проширување со 10, за да добијам долу 6. Па и овде ќе направам проширување со 10, за да добијам горе 4,8. Сега, 48 делено на 6 нели е 8, но имам овде 4,8, па значи ќе биде 0,8. Следните примери обидете се на истиот начин да ги решите сами. Мислам дека не би требало тоа да ви представува проблем. Ви благодарам за вниманието.